Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Во Скопје утрово стартуваше самитот Македонија 2025, во чиј фокус е економскиот раст на државата. Присуствуваат повеќе од 500 гости, економски експерти, поранешни и актуелни министри и премиери од земја во странство. Самитот го следи колешката Наташа Мирсовска, ја вклучуваме во живо во овие вести. Наташа, кои се пораките и што е во фокусот до овој момент? Нулта толеранција за корупцијата, економски раст од 5% годишно, ефикасна јавна администрација, но и влез на земјава во Европската Унија во 2025 година. Ова беше визијата на основањето Македонија 2025 пред точно 18 години. Но и до ден денеска Деспина тапкаме во место. Реформите никаде ги нема, корупцијата и натаму е најголемиот проблем. Основачот, односно извршната директорка, прашува каква држава сакаме да бидеме. Од една страна се бара зголемување, односно повисоки плати на работниците без да се зголеми продуктивноста на вработените. Бараме држава со ниски даноци, но и државен интервенционизам. Ние сме држава каде што огромен број семејства се приматели на социјална помош, а работници, фирмите кубурат со кадри, односно не можат да најдат работна сила и работници се повеќе се бараат од странство. Да слушнеме изјавата од Никица Мојсовска, извршна директорка на Македонија 2025. Она за што јас се залагам, тоа е мала влада. Тоа значи мали трошоци за социјални програми, мали трошоци за здравствени програми, меѓутоа ефективни трошоци. Тоа е најважното. Да видиме каде имаме извлекување од системот. Конкретно мислам на гарантираната минимална помош, која што навистина се доделува на семејства или индивидуи кои што се работоспособни, кои што имаат обврска да работат законска, меѓутоа не го прават тоа и навистина доаѓаме во ситуација во која што има 35.000 семејства кои што користат гарантиран минимален приход, со 90.000 возрастни членови, работоспособни членови, кои што не работат и не прифаќаат работа, бидејќи во тој случај би изгубиле социјалната парична помош. Значи една цела плејада на работна сила која што не ја користиме. Истото го мислам и за програмите или не се програми, туку желбата на младите, би рекла, да се вработуваат во јавна администрација се уште, веќе многу години, наместо да сакаат да започнат своји бизниси, да бараат поддршка за започнување на своји бизниси и така натаму. А владата, мислам, уште еднаш ќе кажам дека треба да биде ефикасна, мала и да се грижи за основните работи за граѓаните. Премиерот Мицкоски побара трпение. Наследиле празна каса и по 10 месеци вели дека економијата од дупка сега ја извлекле на нула. Очекува позитивни вести и за граѓаните и повисок животен стандард за сите кои што живеат во Македонија. Според неговите очекувања, во првиот квартал економијата ќе порасне од 3,5 до 4%, меѓутоа доколку состојбата во Европската Унија, особено во автомобилскиот сектор, се подобри, растот може да достигне и до 5-6%. Да слушнеме изјавата од премиерот Мицкоски. За првиот квартал од оваа година, мајки ги првичните индикатори, индустриското производство, туризмот и останатото, не би се изненадил ако имаме меѓу 3,5 и 4%, што ќе представува раст на бруто домашен производ, еден од водечките во Европа. И не можеме ние наеднаш да направиме целосна трансформација, бидејќи нашите трговски партнери се земји кои што имаат раст на бруто домашниот производ или негативен, или меѓу 0 и 1%. Ние не тргуваме и не разменуваме и немаме било какви односи со економии кои што имаат 6, 8, 10%. Или пак имаме, но сме во голем дефицит во трговијата, како што се Кина, Индија и така натаму. Така што врз основа на тие перформанси во економијата, а имајќи ги предвид предизвиците кои што се случуваат посебно со автомобилската индустрија во Европа, ние мислам дека имаме исклучително висок раст кој што во нормални околности би бил над 5, можеби и повеќе од 5%, што представува цел на оваа влада. Така што, еве тука да го завршам овој дел, под предпоставка да се реализираат сите овие, а дел веќе се во процес на реализација проекти кои што ги реализираме, јас очекувам да се исполни прогнозата на Министерството за финансии за раст помеѓу 3,5 и 4% во 2025 година, што ќе биде еден од најдобрите во Европа. Инаку Деспина, како што спомена и ти, на самитот учествуваат над 550 учесници, поранешни сегашни премиери, лидери на држави, бизнисмени. Самитот ќе трае 2 дена, денеска и утре, така што подетални информации за пораките најавувам за вестите во 16 часот.
Наташа Мирсовска, ти благодарам за овие информации. Секако многу повеќе пренесувам и во следното информативно издание. Партиските органи на Алијанса во следните 2 дена ќе решаваат за излез од владата, порача вчера Таравари при отворање на изборен штаб во Врапчиште. Кога сите трчаат да влезат во владата, ние сме навикнати да ја напуштаме. Ја напуштаме владата за да се вратиме посилни, особено во локалната самоуправа, а потоа и во централната власт. Рече Таравари и дополни дека не сака да бидат марионети во владата и членовите и активистите на нивната партија мислат дека не се грижат за нивните интереси. Вчера и премиерот Мицкоски потврди дека во текот на оваа недела ќе има проштална средба со Таравари, за кого кажа дека не очекувал да се врати во прегратките на Дуј. По изјавата на премиерот се огласи и Изет Меджити од коалицијата Вреди со порака дека конечно паднале маските. Протагонистите од латиносеријата јавно го признаа она што го кажував многу пати досега, дека цело време имале таен договор за соработка. Протагонистите на серијата наречена Падот на владата не успеа. Промената продолжува како доверба на 107.000 албански гласачи кои денес имаат целосно право да се чувствуваат предадени, напиша Меджити на Фејсбук. Со заминувањето на уште еден албански партнер, ова политичко мнозинство се претвори во моноетничка влада, реагираат утрово и од Демократската унија за интеграција. Наместо да ја прифати реалноста дека народот бара предвремени избори, на терен веќе се демонстрира арогантна агресивност преку активности на уцени, подметнување и подкуп. На јавна сцена владени функционери упатуваат закани дека ќе ги стигне правдата оние кои го критикуваат премиерот, додека во позадина се води непристојна уцена кон пратеници, функционери и административци, албанци, турци и други представници на немнозинските етнички заедници, за да се обезбеди барем привид за некаква мултиетничка поддршка на владата. Овие очајни обиди да се добие барем некаков легитимитет ќе пропаднат, но зад себе ќе остават длабоки последици во нарушувањето на меѓуетничките односи. Ова парламентарно мнозинство ги промаши клучните стратешки интереси на државата и заради тоа се распаја. Време е да се преиспита легитимитетот на политичките представници на предвремени парламентарни избори, стои во реакцијата ова утро испратена од Дуј. Првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта од денес па се до 16 мај ќе реализира посета на државите од Западен Балкан, во чии рамки во четврток ќе пристигне и во Скопје, а во петок ќе учествува на самитот на Европската политичка заедница во Тирана. Целта на посетата на Кошта е да ја потврди заложбата на Европската унија кон регионот и стремежот на земјите од Западен Балкан за влез во унијата. Зајакнувањето на соработката со Западен Балкан е врвен политички приоритет за Европската унија и за мене лично, изјави Кошта во пресрет на неговата западно-балканска турнеја. Тој истакна дека патува во посета на регионот за да дискутира со лидерите на државите од Западен Балкан кои се соочуваат со постојани предизвици и да покаже дека Европската унија е подготвена да им помогне. Председателот на Европскиот совет во четврток ќе престојува во Скопје, каде според најавите ќе се сретне со претседателката Гордана Силјановска-Давкова и со премиерот Христијан Мицкоски. Во петок во Тирана, Кошта ќе биде кодомаќин на 6-тиот самит на Европската политичка заедница, чија тема е Нова Европа во новиот свет, единство, соработка, заедничко действување. А министерот за европски прашања Орхан Муртазани денеска во Брисел оствари средба со европратеникот и известувач за Македонија Томас Вајц. Во контекст на актуелните политички и регионални предизвици, Муртазани ја потенцираше подготвеноста на владата за интензивирање на реформскиот процес, како и за одржување на отворен и инклузивен диалог во земјата, со цел градење поширока поддршка за реализација на стратешката цел – полноправно членство во Европската унија. При тоа беше потенцирано дека процесот на уставни измени, иако комплексен, останува неопходен чекор на европскиот пат кој бара одговорен пристап и обединување околу заедничката визија за европската иднина. Европратеникот Вајц пак ја реафирмираше својата лична и институционална посветеност на поддршката на Северна Македонија на европскиот пат и ја поздрави конструктивната улога на Македонија во регионалната соработка и незината активна вклученост во европските иницијативи, нагласувајќи ја незината важност како стабилен партнер на Европската унија, информираат утрово од Министерството за европски прашања.
Преку симулација на сообраќајна незгода во центарот на Прилеп се одбележа 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри. Настанот беше искористен за да се потенцираат проблемите со кои се соочува оваа професија. Две млади лица од кои едното управуваше мопед, а другото велосипед, се судрија во центарот на Прилеп и завршија со големи повреди на рацете, нозете и рбетот. За многу кратко време пристигнаа екипите на полицијата, противпожарната служба и итната помош, кои што им помогнаа на повредените. За среќа, ова беше само симулација на една ваква несреќа. Демонстриравме показна вежба на сообраќајка помеѓу мопед и велосипед. Целта на оваа демонстрација беше да видат граѓаните дека нашите служби можат да интервенираат брзо и ефикасно при случај на животозагрозувачка ситуација. Настанот е организиран од страна на Сдруженијето на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри за нас, во соработка со Овара Прилеп, ТПП Прилеп и итната помош по повод 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри. Пред се целта на настанот е да се сврти вниманието кон оваа професија, за која што медицинските сестри бараат подобрување на условите. Само во Прилеп не достигаат 20% од потребниот број на медицински сестри. Бидејќи не се доволно платени, не се доволно почитувани, се деградирани во општеството и во професијата, се соочуваме со сестри кои што долги години работат со договор на дело, бараме тоа да се укине и ниските плати. Конкретно би спомнала исто така за примарното здравство, дека сестрите не се доволно почитувани, не се доволно ценети, работат 90% од колешките со на минималец. Како дел од настанот беа и учениците од средното училиште Ѓорче Петров од Овојград од здравствената струка, кои што бесплатно на граѓаните им мереа шеќер и притисок. За Сител, Дарко Штарговски. Волонтерите на Црвениот крст во Охрид пак преку хумана акција во гериатриското оделение им помагаа на повозрасните лица во градот. Младите волонтери на Црвениот крст во хумана акција. Оваа година активистите според направените истражувања за ранливите групи во градот, со оглед на тоа дека гериатриското оделение не е на завидно ниво, се одлучиле да им ги подобрат условите на повозрасните лица кои таму престојуваат и се лекуваат. Ова година одлучивме да им го подобриме условите на работење и живење на пациентите и работниците во одделот на гериатрија во градската болница на Охрид. И почнавме со работа пред 2 недели, официјално, и имавме многу работа. Почнавме прво со фарбање на зидовите, потоа молерисвевме, имаше многу дупки по зидовите, требаше ги пополниме, сменавме сјалици и направивме многу други ситници кои што се пополнаја и како да кажам, како цреша на крајот, купивме, ни донираја поточно електрична брава, која беше приклучена, која се аксесира со картичка и пин, бидејќи вратата не им се заклучуваше и тој им беше како монтирано. Активистите дел со донации, а дел и со рачни изработки собираа средства за материјали. Прво почнаа со правење акција за пари. Тие продаваа белегзи, има акција за продавање на белегзи, кои ги изработија рачно и после тоа ги продава со тие пари, си пуштија барања и ако не може да добијат донации, ќе ги купеа. И така имавме повеќето од материјалите. Имаше повеќе материјали што ни беа донирани, али за другиот дел беа купени. Целта на ПХБ програмата е да им се помогне на социјално загрозените семејства и општо на заедницата, а воедно и да се социјализираат младите и да се подигне свеста за помошта и хуманоста. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Социјалистичка